Почитувани гледачи, добра вечер. Добре дојдовте во новото издание на Трета порта. Во оваа емисија за вас го подготвивме прегледот на настаните од изминатата недела од интернет просторот и социјалните мрежи. Се разбира, неизбежен настан беа студентските протести одржани поради воведувањето на екстерното испитување за студентите на факултетите. Исто така имаме и реакции околу случувањата за изборот за песна за Евровизија, како што е познато на јавноста. МВР направи една акција после Скопскиот фестивал во кој се обвинети четворица скопјани дека се обиделе да го наместат фестивалот за избор на песна на Евровизија. Ке зборуваме за ова, а исто така ќе ги имаме и оние редовни политички случувања кои се дел од магазинот Трета порта. Почнуваме со студентските протести. Околу нив имаше доста реакции, имаше и доста поделени мислења, особено на социјалните мрежи. Мораме да кажеме дека главната дискусија се водеше тука, особено на социјалната мрежа Facebook, токму со тоа и почнуваме. Почнуваме со професорот Здравко Савески, кој е познат и активист за граѓански права, член на левичарското движење Солидарност. Еве го Facebook статусот на професорот Савески. Браво за студентите! Денес одржаа еден од најмасовните изворно граѓански протести во последните години и критика до професорите. Од 4-5 илјади студенти имаше максимум десетина професори на протестот. До толку се мудри тие доктори на науки, што не сваќаат дека и нив ги засега воведувањето на екстерно тестирање. Тој е статусот на професорот Савески. Ќе видиме тука и некои коментари под неговиот Facebook статус, а еве и како изгледа студентските протести. Професорот Савески има ставено видео. Значи се работи за протести кои може да се каже ги изненадија сите со својата масовност и токму околу тоа најмногу се зборуваше на социјалните мрежи, а еве и некои од коментарите. Како тргна работата? Администрацијата во Министерствата за здравство и образование ќе ја минуваат и ќе даваат дипломи за завршено образование и завршени обуки од разни области. Одлична е критиката до професорите. Во Италија и Грција професорите се рамо до рамо со своите студенти на сите протести, а овде чекаат некој друг да се избори за нивните права. Друг Facebook корисник вели: зафатени се со пишување колумни. Значи, тука се работи, овие коментари се однесуваат на улогата на професорите во студентските протести. А министрот за образование Адеми кажа дека тој не знае зашто студентите излегле на толкави протести, бидејќи најавите за екстерно оценување на факултетите се уште биле само најави, биле во подготовка и се уште не се знае каков модел ќе биде избран. Адеми меѓу другото и имплицираше дека протестите не се организирани од самите студенти, туку дека позади нив стои и политичка организација, бидејќи студентите од него побарале оставка. Еве еден од насловите: Адеми не знае зошто студентите протестирале. Еве дел од неговата изјава. Примив писмо во кое нема ништо конкретно за екстерното оценување. Има барање за оставка на министер, а се знае дека оставка секогаш бараат политички партии, а не студенти. Подготвив одговор на писмото, но со жал не можам да го доставам зашто во писмото нема ни име ни адреса. Деновиве очекувам да добијам име на организаторот и адреса за да им пратам одговор, а ако не добијам, тогаш јавно ќе одговорам преку средствата за јавно информирање. Тој е коментарот на министерот, изјавата негова после студентските протести. Значи, министрот вели дека студентите не требало да излезат да протестираат, бидејќи екстерното оценување се уште не е конечна одлука, а исто така вели дека постои позади протестот има и политички импликации. Дел од медиумите се обидува тоа и да го направат, значи ги конотираа самите протести и во нив покажаа личности за кои тврдат дека имаат политички
мотиви, а кои биле меѓу студентите. А сега ќе видиме и реакции за изјавата на министрот Адеми. Еве, на пример, еден од медиумските работници, во овој случај се работи за фотограф Роберт Атанасовски, кој е прилично активен на социјалните мрежи, а нормално професионално ги следи и сите настани, пишува: овој Адеми сам себе си се нарекол министер, сам на себе си дал оставка, сам на себе си стоел у позадина и сам на себе си ставил нож во грб дека друг ги организирал студентските протести. Кој ќе собере пред 3000 студенти туку така, што не искочи пред нив да им каже кој ги организирал. Со која невидена леснотија си ги вадат тезиве, тоа е неверојатно. И еве ќе видиме еден интересен коментар кој се согласува со Роберт Атанасовски. Не му е верно дека некој може да ги собере само иницијативно, оти се навикнати овчаро да ги собира. Тоа се пишуваше на Facebook профилот на Роберт Атанасовски, а имаше и такви кои беа против протестите на студентите, кои тоа го кажаа на социјалните мрежи. Еве, на пример, еден од нив е новинарот Цветин Чилиманов, поранешен дописник на МИА од Вашингтон, кој вели дека екстерното оценување е за доброто на студентите и дека е насочено првенствено против професорите, а не против нив. Еве го неговиот статус. Не знам детали од планот, но во принцип, екстерното се прави за студентите, да не можат професорите да лупаат оценки од ракав за мито, за секс. И потоа Челибанов се дообјаснува: јас сигурно немаше да се отпишам од правен да беше системот за полагање, АБВГ системот за полагање воведен порано. И тогаш имаше протести за Болоња, кредит системот. Океј, младост, глупост. И има еден коментар на Никола Наумовски, кој е граѓански активист, значи од невладината плошта Слобода, вели: реално, Илија Димовски затоа 15 години се влечеше, пошто го мрзеа професорите. Значи се работи за еден зајадлив коментар, ироничен, кој често тип на коментар кој често е присутен на социјалните мрежи. А за протестите за екстерното имаше и доста колумни, значи од страна на професори, има и тука спротиставени мислења. Еден од нив е професорот Илија Ацевски, социолог кој е често присутен во јавноста со коментари. Овој пат Ацевски вели дека нема ништо лошо во екстерното и во неговата колумна професорот ги образложува своите ставови. Ацевски пишу: на кој начин да биде екстерното? Кога не би имале толку голем број кадри од одредени занимања кои ги продуцираат некои од факултетите, а кои се невработени од нивно продуктивно вработување, што значи вработување за тоа што се образуваат, сме поставени пред многу прашања, дали групите, факултетите треба да ги затворат за еден период, дали да го намалат бројот на запишани, да воведете приемни испити и многу нешта кои се сумираат во една постапка која се сведува на надворешно тестирање. Дали да ги тестирате на почетокот, на средината на студирањето или на крајот е прашање за размислување. Односно, дали да им дадете шанса на сите што сакаат да студираат, па да селектирате подоцна или во почетокот е прашање за дискусија. Тоа го вели професорот Илија Ацевски во неговите аргументи зошто екстерното и не е толку лоша идеја. А друг професор, Иван Анастасовски од Факултетот за физичка култура, вели дека екстерното не е добар проект и дека тој прашува зошто и студентите од неговиот факултет не се вклучиле помасовно на протестите. Еве дел од неговиот став: високо образование не е задолжително, нема потреба од екстерно. Високото образование не е задолжително, секој избира дали ќе се запише на факултет или не, така што не ја гледам потребата од екстерно тестирање.
Исто така, јас не гледам кој е тој кој може да ја ревидира програмата, од овој аспект сметам дека некој сака да ја девалвира нашата работа. Прашувам, дали само најстариот универзитет УКИМ и неговите студенти се најзасегнати од овој процес на екстерно тестирање, каде се другите универзитети, затоа што законот ќе важи за сите. Како и да е, не гледам нелогичност во ваква идеја за екстерно оценување, автономијата мора да се заштитува. Тоа е ставот на професорот Анастасовски. Продолжуваме со професорот Денко Малевски, кој исто така зборува за аномалиите во високото образование, меѓу друго и за екстерното тестирање. Професорот Малевски вели дека на високото образование му требаат реформи. Вели тоа не е спорно, но прашува дали токму моделот за екстерно тестирање е една таква реформа. Во својата колумна професорот го анализира високото образование од самите почетоци на независноста на Македонија и вели и ги анализира сите проблеми и ги лоцира сите оние спорни точки кои биле од самиот почеток. Па така професорот Малевски сега пишува: екстерно тестирање, проблемот е кај професорите, а не кај студентите. Значи се работи за долга, исцрпна колумна, а еве ние ќе прочитаме дел од поентата. Наспроти моите наивни очекувања дека воведувањето конкуренција со формирањето на други правни факултети, трката ќе го вивне квалитетот нагоре, се случи спротивното. Лукративниот момент супериорно надвладеа над квалитетот, по образованието целосно се комерцијализира. За приказната да биде пострашна, производ на тоа незнаење не се само сегашните студенти, туку и нивните млади професори, инстант доктори и магистри кои минале низ тој систем. Ситуацијата е посложена од колку што мисли владата, па ако незината намера е, удирајќи по слабото образование на студентите, да ги принуди професорите да работат на подобрувањето на квалитетот на студиите, патот е погрешно избран, вреди сериозно да се замислиме. Тоа е колумната на професорот Малевски. Проблемот е кај професорите, а не кај студентите. А во однос на протестите на студентите имаше и една друга дебата која се разви најмногу на социјалните мрежи, а тоа е на кој начин беа пренесени тие протести од страна на мејнстрим медиумите. Имено многу аналитичари, многу новинари, многу оние кои ги следат, професионалци кои ги следат медиумите, видоа една интересна аномалија, а тоа е во голем дел од големите медиуми, од националните телевизии и во печатот и на интернет просторот, протестите да се минимизираат, да се прикажат многу малку, да се прикажат на крајот на информативните изданија, а и нивното прикажување да биде на еден начин дисторзирано, значи да не се кажат вистинските причини за протестот. Па така многу медиуми кажаа дека студентите излегле да протестираат поради меѓународниот ден на студентите, а екстерното тестирање го спомнаа само патем. Еве ќе видиме дел од тие реакции. Значи, Жанета Трајковска од Високата школа за медиуми, Високата школа за новинари и односи со јавноста, пишува како таа ги видела вестите кога биле студентските протести. Еве веќе 25 минути чекам и чекам. Сител да извести за веста на денот. Почнаа со кокошки на линк. Ѓомите птичкиот грип е најден кај нас. Ке гледам после и МТВ да видам дали ќе известат и тие, после од јавната шпица. Не можам да разберам што сорта се некои шнајдери или така наречени уредници. Ама сигурно сум дека шнајдериве немаат ни трошка срам. Оти безработниците немаат ниту совест, ниту морал. За креаторите на стратегијата игнорирај, владеј, Македонија не е Кина и сликите од денешниот студентски протест не можете, ама баш никако да ги избришете. Уа, шнајдери. Тоа е Facebook статусот на Жанета Трајковска. А Сашо Коколанов, поранешниот главен и одговорен уредник на Дневник, исто така пренесува ваков сличен став. Тој пренесува фотографија од друг Facebook корисник кој ги има
посочено студентските протести во моментот кога поминуваат пред зградата на владата, а спроти зградата на владата е и редакцијата на порталот Република. Па така, овој Facebook корисник прашува: во редакцијата на Република и по повеќе од 3 часа ниту некој чул, ниту видел дека пред врата им се случуваат студентските протести. За нив многу поважно е што се случува со студентите на други континенти. Тоа е во однос на порталот Република, а ќе видиме уште еден Facebook статус за начинот на известување. Тој е главниот и одговорен уредник на Плюс Инфо Бранко Геровски, кој поставил слика од неговиот весник и од весникот Дневник, на кој што Геровски е еден од основачите. Еве како за студентските протести известија Дневник и Слободен печат има разлика. Значи на Слободен печат се ставили на насловна, ова од десно е Слободен печат, а лево на Дневник се ставени во коцка во долниот лев агол. А сега продолжуваме со протести, не со овие студентските, туку со други кои се одржаа пред собранието, одржани од граѓанското здружение Удар. Значи тие исто така, тие имаат конкретни барања до владата, се работи за низа социјални барања. Некои ова здружение го поврза и со опозицијата, а сега ќе видиме една колумна објавена на порталот Курир, која зборува за овие протести и вели дека нивното име не е соодветно, значи името Удар, и дека самите протести не се потребни за Македонија. Еве, значи, Нела Ташковска во колумна објавена на порталот Курир. Еве Ташковска, бидејќи е крупно, не може да се види лицето во исто време, пишува: Удар на Кличко нема место во Македонија. Да ги подсетиме организаторите на Удар дека не сме во робство, тоа одамна заврши и безсмислено е да се предизвикуваат реакции од македонскиот народ за нешто што веќе не постои и е дел од македонската историја. Разочарувачката природа на ваквата претенциозна квази-политичка акција представува уназадување на демократските процеси во едно општество. Во 21. век да се повикува на некакво востание е аполитичка догма која е резултат на неквалификувани и револтирани поединци кои имаат задача да направат раздор во македонското секојдневие. Тоа значи за протестите одржани пред собранието, колумна од Нела Ташковска. А сега продолжуваме со темата која најавивме на самиот почеток, тоа се случувањата околу Скопскиот фестивал, околу изборот за македонската песна за Евровизија. Како што е познато на јавноста, полицијата соопшти дека фестивалот бил наместен, дека четворица скопјани купиле 2500 сим картички и дека гласале за дел од пејачите. Инаку оваа афера се уште нема завршница. Целиот случај е предаден на јавното обвинителство. На јавноста не е познато сега дали во целата приказна се вклучени и пејачите кои учествувале на фестивалот. Значи се вели дека овие гласале, оние кои се здружиле, гласале за дел од нив, па чекаме да видиме што ќе каже јавното обвинителство и дали освен оние 4 кривични пријави ќе има и други. Сега, реакциите околу ова се поврзани директно за фестивалот, но и зборуваат за местење како појава во Македонија. Па така еве еден Facebook корисник пишува: Местење фестивал со сим карти. Цело МВР се крева на нозе да го разоткрие криминалот. Местење избори со лични карти. Цело МВР се крена на нозе да ги иштанца. Има разлика, богами. Тоа е, а сега ќе видиме и уште една колумна, значи уште еден Facebook статус, тоест на професорот Ѓорги Спасов, кој има слична конотација на овој коментар. Двојни стандарди, пишува професорот Спасов. Постојат ли двојни стандарди во однесувањето на полицијата?
Ако некој купи важечки 100 сим картички на иста адреса и организира група за со нив да гласа за избор на песна на Евровизија, тоа според полицијата е злосторничко здружување заради местење на избор. Ако некој издаде 100 важечки лични карти на иста адреса во општина Центар и организира група од пустец за со нив да гласа за избор на градоначалник на општина, град и пратеници во собранието, тоа не е ли злосторничко здружување за местење на избори? Тоа го прашува професорот Спасов, а Ивана Костовска од Дневник ја поставува дилемата треба ли Македонија да се откаже од учеството во Евросонг. Костовска вели, бенчмаркови за Евросонг. Значи, по целиот скандал, Костовска прашува. Ако словаците се откажале затоа што немаат шанси да победат, изгледа ние сме непоправливи оптимисти, не веруваме ниту во коефициентите на обложувалниците, ниту во искуството од претходните години, кога не сме успевале да се пласираме во финале. Мотото важно да се учествува на евровизиското шоу е скапо и чини 35.000 евра, сума што им се исплаќа на пејачите што го освојуваат првото, второто и третото место. Барем досега не разбравме некој од пејачите да покаже великодушност и високата парична казна да ја донира за хуманитарни цели. Така што за Македонија најдобро, без никаква анкета од наредната година да се откаже од учеството на Евросонг и сумата од над 100 просечни плати да се искористи на подобар начин. Тоа го пишува Костовска. И тука ќе го завршиме овој дел кој се однесува на Евровизијата, а емисијата ќе ја довршиме со останатите политички случувања, со оние редовни кои се неизбежни. Значи тука е и така наречената бомба на Заев. Еве новинарот Ерол Ризаов повторно прашува каде е бомбата. Ризаов пишува: пуфна бомбата на Заев. Премиерот Груевски 3 дена не излегува од својот кабинет, застрамен ја пишува оставката. Слушнавте ли како грмна бомбата на Зоран Заев, лидерот на опозицијата? Силно одегна едно стравично пуф. Сите ги наведнавме главите застрамени, а премиерот Никола Груевски 3 дена не излегува од својот кабинет, ја пишува оставката со извинување до нацијата. Од утре граѓанинот Груевски се посветува целосно на семејството и ќе почне да ги пишува своите мемуари озаглавени како по 100 години владење со Македонија ја загуби власта. Ете така драматично со нуклеарен ќорфишек ни завршува жешката есен и ни доаѓа, велат експертите, многу снежна зима со мразови и студои. Значи, една иронична колумна која прашува каде е бомбата на Заев. Продолжуваме со главниот и одговорен уредник на вестникот Дневник, Дарко Јаневски, кој пишува за настан во кој вели дека дел од опозицијата навределе новинар и дека тоа го направиле со вулгарен израз. И сега, како веројатно е познато на јавноста, која виделе на дел од медиумите, веќе подолго време трае една кампања која има една интересна конотација во која дел од опозицијата и дел од новинарите се обвинуваат дека директно работат за грчките национални интереси. И тука Јаневски спомнува нешто во таа конотација, се разбира на ироничен начин. Во сето тоа има еден голем пропуст, кој повторно оди на воденицата на грчкиот министер за надворешни работи Евангелос Венизелос и неговото тврдење дека ФИРОМ не ги исполнува европските критериуми. Куновска е советник на Советот на град Скопје. Таму владее правилото од рамковниот договор, па согласно тоа, а под територијалната поделба спроведена од СДСМ, Скопје веќе неколку години е двојазичен град. Оттаму ни треба зборот, превод на зборот и на албански јазик, не може само на македонски. Со тоа што и тука има проблем, зборот кажан во ваква форма всушност е српски, што можеби во себе крие тенденција за навреда на албанците. Значи, ете колумната на Јаневски, редовно рече се секоја недела во која се зборува за однесувањата на опозицијата. Продолжуваме со Наташа Струмениковска, со незина колумна објавена на Плюс Инфо,
која зборува за неодамнешната дебата која се развива во медиумите, дали имало нов предлог за името, дали медијаторот Метју Нимиц повторно го представил стариот предлог кој патем беше објавен во медиумите еден ден пред последната рунда преговори и во која се од Нимиц се предложува новото име на Македонија се предлага да биде Горна Република Македонија. И исто така таму има и одредници за именувањето на македонскиот народ и македонскиот јазик. Па сега Струмениковска прашува кој ви дал со право да преговарате за идентитетот. Нели името на Македонија беше некаков се проблем на јужниот сосед, колку што јас знам. Досега, од каде сега се просветливте, господо од власта, со идејата за арбитражен суд? Нели за идентитетот не преговаравте, а јазикот и писмото какви ќе ни бидат, горнограѓански или севернограѓански? Сега ви текна дека сме во ќорсокак. Што си мислевте кога ја убивавте демократијата? Или најлесно е жешкиот костен во друг во рацете да му го ставите, за да не бидете вие предавниците, туку некој друг? Арбитражниот суд и домашните непријатели да ви бидат виновниците, нека не ви бидат звезди водолки, примери за решавање спорови, како оној на Словенија и Хрватска, далеку сме од нив. Ние 5 века под османлиско робство бевме трпеливи, покорни, апатични, не сме случајно. Тоа е колумната на Струмениковска, кој ви даде право да преговарате за идентитетот. И ќе завршиме со Христо Ивановски од Дневник, кој пишува за слободата на новинарите воопшто во светот, за слободата на медиумите и тој така исто цитира еден странски автор за ова. Значи Ивановски пишува новата цензура или збогом слободен печат. Значи се работи за анализа на Джоел Сајмон, директор на Американскиот комитет за заштита на новинарите, изнесени во книга Нова цензура, поглед на глобалната битка за медиумска слобода. Еве еден цитат од книгата. Поплавени од податоци, ние станавме слепи за големата реалност. Пишува тој и заклучува дека во светот се зацврстува нов систем на контрола. Притисокот и насилството врз новинарите се на рекордно високо ниво, а слободата на печатот е во пат. За тоа има 4 причини. Прва е подемот на избраните лидери, при што се издвојуваат Владимир Путин, Реджеп Тајип Ердоган и левичарските лидери во Венецуела, Еквадор и Боливија, кои ја користат својата моќ да ги заплашуваат независните новинари. Сајмон смета дека тие го користат нивниот демократски мандат да владеат како диктатори и ги нарекува демократатори. Во тие системи слободниот печат се смета за пета колона како увоз од запад. Значи, тоа е анализата за слободата на печатот во светот. Со ова ја завршуваме оваа трета порта. Емисијата гледајте секоја среда во 19 часот и 15 минути. И следната недела ќе ви го представиме најновиот преглед на настаните од цела недела за сите политички случувања, коментари и анализи. До тогаш останете со програмата на 24 вести и не заборавајте дека трета порта не ви кажува како да размислувате, туку ви ја презентира целата слика. Останете со 24 вести.